Почитувани браќа и сестри македонци и македонки. Во организација на Сојузот на Сдруженијата на македонците и деца бегалци од Егејскиот дел на Македонија Македон, во кој се обединети најголемиот број на здруженија на македонците од Егејскиот дел на Македонија, собрани сме денес во парк Жена Борец спроти Собранието на Македонија, на традиционалното годишно чествување, полагање свежо цвеќе на споменикот на децата бегалци, македонците насилно прогонети од Егејскиот дел на Македонија за време на граѓанската војна во Грција од 1946 до 1949 година. Споменикот на децата бегалци како вечен паметник за геноцидот врз македонците од Егејскиот дел на Македонија, нивниот екзодус и Голгота е откриен на 30 јуни 1988 година, во чест на одржувањето на првата светска средба на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија од 30 јуни до 4 јули 1988 година. Почитувани, годинава одбележуваме 73 години од крајот на граѓанската војна во Грција, во која најголеми жртви беа македонците и нивните деца, голем број на загинати и расеани на сите меридијани на земјината топка, далеку од своите родни огништа во Егејскиот дел на Македонија. Поменот за жртвите од граѓанската војна во Грција од 1946 до 1949 година сведочи дека македонското прашање не е затворено со спогодбата Димитров-Кодзијас од 17 јуни 2018 година. Напротив, злосторството продолжува. Спогодбата Димитров-Кодзијас е продолжение на Букурешкиот договор од 10 август 1913 година. Ги легализира окупацијата врз Македонија и геноцидот врз македонскиот народ. Затоа бараме итно и еднострано раскинување на спогодбата Димитров-Кодзијас од 17 јуни 2018 година и договорот Заев-Борисов од 1 август 2017 година. Продолжување на членството во Обединетите нации и во сите меѓународни организации под единственото име Македонија. Исто така, бараме распуштање на Македонско-грчката и Македонско-бугарската комисија за ревизија на македонската историја. Ја отфрламе француско-бугарската преговарачка рамка за преговорите на Македонија за членство во Европската Унија. Македонија од држава да стане територија без народ, историја, традиција и култура. И покрај сите предавства и злосторства, подсетуваме дека никој не може да го откорне македонецот од Егејскиот дел на Македонија. Поменот за геноцидот извршен врз нив, за екзодусот на насилно прогонетите македонци од Егејскиот дел на Македонија од граѓанската војна во Грција од 1946 до 1949 година е трајно сведоштво за македонската Голгота, за најцрните страници од историјата на македонскиот народ во етноисториските граници на Македонија. Продолжуваме со борбата за враќање на државјанствата, граѓанските и имотните и наследните права на насилно прогонетите македонци од Егејскиот дел на Македонија од Балканските војни од 1912 и 1913 година, од Првата светска војна од 1914 до 1918 година, од Втората светска војна од 1939 година до 1945 година и од граѓанската војна во Грција од 1946 до 1949 година. Почитувани, остануваме посветени на унапредувањето на положбата и правата на македонците во Егејскиот дел на Македонија и во цела Грција. Остануваме со барањето до Генералното собрание на Обединетите нации
да ја продолжат почнатата, а не завршена расправа од 1948 година со донесување на резолуција за децата бегалци од граѓанската војна во Грција. Изразуваме јавна благодарност до владите на сите земји кои ги прифатија децата бегалци од граѓанската војна во Грција и им укажаа гостопримство како нивни втор дом и семејство. Ја потсетуваме владата на Македонија за обврските од резолуцијата за бегалците од воените дејствија во Република Грција за време на граѓанската војна и Втората светска војна, донесени на седницата на Собранието одржана на 27 август 2008 година. И бараме затоа редовно да го информира Собранието на Македонија. Бараме владата да го обнови советот на координативното тело при Министерството за надворешни работи за егејското прашање, формирано со владина одлука на 10 февруари и 11 мај 2009 година, за враќање на граѓанските, имотните и наследните права на насилно прогонетите македонци од егејскиот дел на Македонија. Очекуваме владата и градот Скопје да го реконструираат споменикот на децата бегалци во состојба како пред вандализмот на 10 октомври 2019 година и на 6 ноември 2019 година, кога беше откорната надпис плочата "Татковина, копнеш на прогонетите" и отстранета спомен плочата на султана, мајката на великанот на македонското револуционерно движење Гоце Делчев до Базенов, во кој е поставен спомеников. Владата да донесе одлука со која што надлежните ќе ги пронајде и еднаш ќе ги казни. Поменот и вечен спомен за жртвите од граѓанската војна во Грција било да не се повтори. Простуваме, но не забораваме. Бараме извинувања и репарации. Никогаш северна, само Македонија, од исконот до бескрај. И сите македонци еден за друг. Да живее Македонија, македонскиот народ. Амин.